Што не и кажа на мама дека си се вработил у Елем? Па добро бе, мамо, па ја мислам дека знаеш, па ти ме вработи. Не ади гомна говедо едно. Јас сум те вработил. Немој ја уште еднаш пред луѓе да си го кажал гласно. Него, сине, слушај, ај мама ќе се врати за едно 4-5 сата да почастиш кафе за вработување, ова сега мора да скокнам до рек Битола, бе, сине, са бајле ми јавија. Абе, вујко ти некој го вработил са бајлево тамо, еј. Има и ваков расплет, доаѓа синов кај мајкава пратеничка. Мамо, мамо, да ти кажаме на среќна вест, овие твоиве од партија ме вработија у Елем. Кој си бе ти? Ја не те знам, прв пат те гледам да ти кажам право. Аде бе, чибу тамо, син, неам ја син. Шо ви направи непотизмов, луѓе? Непотизмов страшно ги оттуѓи функционерите и пратениците од нивните најблиски. Видете го министерот Бектеши. Па ја појма, не знам дека сестра ми се вработила у државна институција. Таа ми е сестра мене, мажена е, живее на друга адреса, не живееме заедно. И каква врска има тоа што таа работи во државна институција, а јас сум министер? Имате и ваков пример. Жена ми добила тендер. Прв пат слушам. Абе, шо има везе? Па она ми е, она добила тендер, не сум добил ја. Па она ми е мене само жена, бе, освен тоа што имам со неа 2 деца, 120 квадрати стан у Скопје, викендица у Маврово, апартман на Закинтос, 2 коли, а немам ништо друго заедничко со неа. Вие новинарите говна едни. Кај најдовте вие тука? Кај видовте конфликт на интереси што сум ја министер, она добила тендер од влада? Али затоа оваа Мира Дизел и тргна сезонава кона Лука Дончич у НБА. Од кај да шутне кожда? Синот у Елем, шлак. Братот у рек Битола, шлак. Кучето у гранична полиција, шлак. Папагалот, директор на опера и балет, шлак. Желката си ја турила у државна администрација, пошто тамо најбрзо работа, шлак. Аби мачката ја вработила у Собранискиот подрум, за секој фатен глушец 100че, за секој истрчан километар 50че у джеп. Овие од СДС викаат, па кај има, па не е тоа непотизам. Па што е бе? Синовизам и ќеркизам. Башка сега се појави еден друг феномен, позаебан се вика непостизам. Тоа е кога ништо не можеш да постигнеш у животот без роднини у влада. Али пошто овие министри се полуписмени, некојаш така ќе им се случи, ќе сгрешат, ќе ги збркаат презимињава на својот баџанак, да кажем, и на некој што не го познаваат, што не им е роднина. И ќе се случи, овој што не им е роднина, по грешка да го вработат у државна институција. И сега замислете дека сте еден од тие случајно така, на среќа, не сакајки што биле примени у државна институција. И замислете, си доаѓате прв ден на работа, никого не познаате. Нема кој добар ден да ви каже, ко сираче сте. Влагате у канцеларија, седите сами, зашто другиве седат дома и примаат плата. Абе нема братучет да те замени да отидеш да кркнеш една чорба, нема дада бато да ти каже у кој кафичи се седи на кафе пауза од 10 до 2. Немаш никој, ти си сам. Затоа, многу од тие кои што нема таква среќа по грешка да бидат примени у државна институција, не ги пред германскиот конзулат во Козле, во Скопје, у редица од километар и пол. И многу такви медицински сестри, лекари, инженери, занаечи оваа година ќе заменат за Германија. Па нормално е, овде ако немаат роднини, таму ќе си ги пречекаат како своји. Така е секогаш. Луѓе, оваа земја, народот е кабаед, бе. Не е крив ни Заев, ни Груевски, ни Бранко, ни Лјупчо, ни Бучко, бе. Ние сме говна, бе. Овде никој не си ја гледа својата работа. Овде малограѓанштината има 1000 лица. Погледнете само, искочите на улица, одма ве зјапа некој. Шампиони сме у зјапање. Замислете дека сте некоја жена така надарена и трчате сега на кеј или во парк. Си трчате. Секој што види од спротивен правец ве зјапа.
Прво ве зјапа у лице, после у цице и на крај у пице. Кој ќе се разминуете, го крива погледот од пице на лице. Еден ако не ве погледне, одма знаете дека е странец. Али него ако го сретнете после 5-6 месеци, и он ќе ве зјапа као говедо. Одма го научиле, маме му ебам норвешко.